Колеги, гости, представници на медиите. Немах намера да дискутирам и като склоните дискусии сакам да споменам само неколку работи. Нема да навлегувам во бројки, и бројките се само на хартија поставени. Сакам конкретно да споменам неколку работи. Значи, почитувани колеги, имате напишано прибирање на приходите и како тие приходи се потроши. Јас сакам да влеземе во реалност. Никаде не ги видов капиталните објекти што сте ги изградиле. Парите на граѓаните се потрошиле, капиталните објекти не ги видов. А тука имам дилема и затоа излегов да ве прашам. Може би некој ќе се отложи, ќе ми одговори. Значи, пред крајот на годината донесовме на еден финансиски план каде што ќе правиме во иднина. А не кажавме како ќе ги потрошиме парите од буџетот во сегашност. Прибирање на средствата во актива. Значи, колешката Карапашовска го очекував тоа и токму заради тоа сакав да излезам. Значи, прибирањето на даноци. Данокот на имот бележат постојано зголемување. Данокот од имот. 0,10%, ако не се лажам, према законска регулатива, од продажната вредност на недвижнина. Така. Значи 0,10%. Ние на граѓаните им земаме пари, затоа што ако тој реновирал портата, изградил некој зидче таму од куќата, наредната година му ставаме дека пазарната вредност на објектот ќе биде X денари и мора да плати повеќе. Токму заради тоа колешки Карапашовски имате зголемување таму на приходите, што не е добро во интерес на граѓаните. Мое лично мислење. И граѓаните тоа го знаат. Парите ќе ги земе ако тој продаде недвижност. Значи се откажал од нешто друго за да вложи во недвижност. Не пошол на море, не купил автомобил, не купил велцеле телевизор, туку вложил во недвижнината. И сега ние брзо овој човек реновира, дека го ги земе парите, ќе влеземе на 31.12, ќе кажеме дека данокот од имот општина Битола е золем. Голема работа. Втората работа што на почетокот е почнем што сакам да прашам, кај се капиталните објекти? Или вие само кога ќе се сликате, кога ќе излезете ќе фрлите лопата таму на некој да изграба, некој кружен тек или мовче, или некој патче од 20 метра таму во селата што ги набројувате таму, што сте се реализирали, што гледавте на филмот тука по задвижење. Значи потрошите огромни средства на пари, така? Па се уште не се завршени. Пишете како да се завршени, како да се капитални објекти. Ниеден објект што опашате не го завршени. Средства да се потрошени. До кога? Кога ќе бидат завршени? Или нередно буџет ќе го трошиме за истите објекти, така? Колешката пред мене што дискутираше да става светло. Јас еднаш овде прашам, која година ќе биде готов? Одговорот се уште го чекам. Чи се уште не е готов? А не израеловте таму се сликавте, завте цвеки на 8 март како да направите нешто. И сепак, се уште не се ставите лица таму. И вие овде не убедвате дека е тоа така. Еме ги луѓето во домот, во пензионерскиот дом. Ќе одиме ако треба колега. Не е проблем. Значи, тие неколку работи што не може да ги разбере. И уште една работа. Ви се намалила ставката од продажба на изградено земјиште. Како ќе се зголеми ставката, почитувани колеги, кога таму се уште во Касагата немате канализација направена. А во Адмир Талевски следува вели заеднички проект Касарната и Жабин. Не може. Дискутирано, ова не ќе да се повторувам тоа што сум го кажал до оваа говорница. Значи немате изградена инфраструктура, а сакате да продадете земјиште. Па кој ќе дојде таму да гради зграда? Изградени се згради, луѓето не може да се населат. И тие се тие потврдувања. Тие се тие ваши грешки што вие само сакате медиумски да се промовирате како да правите чуда, како да правите Дизнилет или не знам што таму. Имате уште десетина други проекти што каде што вложите пари или што потрошите народни пари од буџетот,
што се промашена инвестиција. Затоа, колешке Карапашовска, вие почитували колеги, ќе излеземе со пресконференција и ви кажеме каде се вашите грешки. Значи, апелирам, ако во иднина, неколку пати имам споменувано од оваа говорница, ако во иднина трошите народни пари во интерес на граѓаните, нека бидат потрошени наменски и точно, да се знае за што се потрошени и тоа што се гради да биде квалитетно. По 20 метри улички градите за наредната година повторно да ги преградваме. А се одгледаме пари како да е направена. Погода. Благи се